Добре ли сме? Добро вечер. Ве молам сега вниманието да го насочите тука. Благодарам. Да, најпрво би ве замолил, иако верувам дека веќе тоа го имате сторено, да ги исклучите вашите мобилни телефони со цел да не пречи тоа на проекцијата. И сега пополека можеме да почнеме со кусото отворање и потоа да преминеме на филмот. 15 години филозофски филмски фестивал, 15 години провокација, 15 години полемика, 15 години поезија, 15 години фестивалот што ја спојува филмската слика со критичката мисла, полемиката со поезијата, фестивалот што го спојува зачудувањето со очудувањето. 15 години поставуваме едно исто, но секогаш ново и модификувано прашање. Што му чини филмот на размислувањето, а што размислувањето на филмот? Што пак му чини естетското на филозофското, а што пак поетското на оно што се дискутира? И драго ни е што тоа прашање го делиме со публика која се уште прашува и која се уште се сомнева и која се уште полемизира. Добро дојдовте на отварањето на 15-тото јубилејно издание на Филозофскиот филмски фестивал. Годинава од 22 до 28 мај се враќаме во киносалата на Кинотеката на Македонија. Ке може да видите програма што зборува, што предизвикува, што трае во мислите и умот и по проекцијата. Како и секогаш, главната програма на фестивалот е поделена на неколку сегменти што провоцираат, полемизираат и поетуваат. Од ретроспективата на Позалини, која започна некаде на почетокот на овој месец, а која ја заокружуваме вечерва. Преку едукативната програма на фестивалот со која се трудиме философското и филмското образование да им го понудиме на немладите. Потоа компетитивните селекции на краткометражни и долгометражни филмови кои се во трка за наградата Златен буф. Потоа придружната програма со селекцијата на турски краткометражни филмови како и селекцијата на видеоесеи. Па се до нашиот стожерен програмски слот, ревијалната програма Филм философија со излагања на филмофили, професори, филозофи и влюбеници во амалгамот на филмското и филозофското. Сега би сакал да ми дозволите да го поканам програмскиот директор на Филозофскиот филмски фестивал, Ѓорги Пулевски, да ви се обрати и да ви посака добре деде. Ѓорги, повели. Фала ти, Андреј. Почитувани гости, драги пријатели, со голема радост и благодарност ве поздравувам што сте тука со нас на отворањето на 15-то јубилејно издание на Филозофскиот филмски фестивал. Особено ни е драго што меѓу нас е амбасадорот на Република Италија господинот Паоло Палминтери, како и членовите на италијанската амбасада во Скопје. Ви благодарам што го збогативте ова свечено отворање со вашето присуство. Со особена гордост одбележуваме 15 години континуирана мисија за поврзување на филмот со филозофијата и заедно со вас го славиме овој јубилеј вечерва. Филозофскиот филмски фестивал кој веќе 15 години живее меѓу нас не е само културен настан. Тоа е една постојана потрага по смисла, по форма, по вистини кои не се сегуваш пријатни, но се неопходни. Неопходно провокативни, полемични и поетични. Пиер Паоло Пазолини напишал: "Го сакам животот жестоко, дури и очајно." И можеби токму таа очајна љубов кон животот е она што не тера секоја година повторно да седнеме пред платното и да гледаме, не само со очи, туку со цело наше суштество. Овој фестивал е единствен во регионот и редок, дури во светот, кој што обстојува на крстопатот меѓу филмот и филозофијата. Од една страна, тој го промовира филмот како медиум, што може да инспирира длабока мисла и да ги илустрира најсустинските концепти на човековото постоење. Од друга страна, представува простор за поттикнување естетски истражувања и за охрабрување на млади автори да ги претворат своите идеи во визуелен јазик. Во таа смисла, веруваме и потсетуваме дека поддршката на Филозофски филмски фестивал е поддршка на критичката мисла, на естетската храброст и на културниот интегритет. Но исто така, ова е момент да подсетиме. Не смееме да заборавиме на потребата да ги поддржиме и другите филмски фестивали во нашата земја, секој со својата специфичност, со свој тон и своја публика. Затоа што и тие се столбови на еден поширок културен екосистем што се уште го градиме чекор по чекор. Ова филмско издание не би било можно без неисцрпната поддршка и посветеност на многу бројни институции, организации и спонзори. Посебна благодарност
упатуваме до следните соработници и партнери: Филозофско друштво на Македонија, Универзитетот Свети Кирил и Методи, Филозофскиот факултет и Институт за филозофија, Кинотека на Македонија, Агенција за филм, British Council, Амбасадата на Кралството Шпанија во Скопје, Амбасадата на Република Италија во Скопје, Списанието Сине филозофија Турција, Културен информативен центар Скопје, Музеј на современа уметност, КСП центар Јадро, Универзитетот Европа Прима, Факултет за драмски уметности, Култура Бета, Азбуки, Хотел Цара, Горска вода, Камник, Дукат, Мартини и нашите медиумски партнери ТВ24, Нова Македонија, Слободен печат, Канал 103, Умно, Окно, Трн и Кајгана. На сите споменати партнери подржувачи уште еднаш од срце ви благодариме за нивниот ангажман и поддршка. Како дополнителен дел од програмата ова година, горди сме што во соработка со Италијанската амбасада во Скопје организираме ретроспектива на 5 филма од Пјер Паоло Пазолини. Ова представува посебно филмско доживување за нашата публика. Сега, со голема чест, би сакал да го представам амбасадор на Република Италија во Скопје, господинот Паоло Палментери, кој ќе сподели неколку зборови за плодната соработка со Италијанската амбасада, благодарение на кој фестивалот ја доби ретроспективата од 5 филма на Пјер Паоло Пазолини. Ве поканувам да уживате во внимателно смислената програма на 15-то издание. Ви благодарам за вниманието. Мистер Палментери. Почитуван председател на Филозофското друштво на Македонија, професор Љупчо Митковски, почитуван програмски директор на Филозофскиот филмски фестивал, Георги Пулевски, драги пријатели и гости, со задоволство ви се обраќам на познедата вечер на ретроспективата посветена на Пјер Паоло Пазолини, организирана во соработка со нашата амбасада во рамките на 15-тот издание на Филозофскиот филмски фестивал. Преку ретроспективата и 5 пројекции на филмови, сакавме да понудиме можност за истрашување на визуелниот и концептуален универзум на Пазолини, чиј филмски јазик се издвојува во способноста да ги спои поезијата, филозофската мизла и експресивната моќ. Филмот во програма вечерва представува еден од највисоките и најамбициозните остварувања на уметничката кариера на Пазолини, како и неговото најценето кинематографско дело во Италија, каде што ја озбои, меѓу другите признања, и наградата на жирито на Венецискиот филмски фестивал во 1964 година, како и на меѓународно ниво со 3 номинации за Оскар. Евангелието според Матеј ке не набрати на најзначајните моменти од животот на Исус, од благовештењето до воскрешењето. Пазолини нема намера да создаде религиозно или идеолошко дело, туку, како што и самиот изјавил, верно да го преведе светиот текст во слики, бидејќи, каква било негова промена, не би ја достигнала висината на Евангелието. Овој пристап, во комбинација со оригиналната визуелна естетика и изборот на матери за актери, не носи на платното идеализирана и славеничка фигура, туку длабоко човечен и автентичен Христос, носител на револуционерна порака за правда и апсолутна љубов. Иако се поминати повеќе од 60 години од неговата објава, како и сите големи уметнички дела, тој останува неверојатно релевантен и денес.
Пред да го погледнеме филмот, би сакал и да им се благодарам на сите што ја овозможја ова ретроспектива и на публиката што одлучи да го сподели ова искуство со нас. Уживајте. Ви благодарам. Уште еднаш благодарам во името на целиот тим за вечерашното присуство на сите. Си го уживајте во проекцијата, по неа повелете на мал коктел во фоајето на кинотеката. Уживајте.